Во оваа серија од видеа ќе учиме писмено да делиме со едноцифрен број. Доколку сакате да се запознаете со постапката, проследете го видеото до крај. Нашата училница. Додека кај операциите собирање, одземање и множење, пресметуваме почнувајќи од најниската позиција во бројот, кај делењето тоа го правиме од спротивната насока, односно започнуваме од највисоката позиција. Кај собирањето, најпрво ги собираме единиците, 4 плюс 5 е 9, потоа ги собираме десетките, 1 плюс 5 е 6 десетки и на крај ги собираме стотките. 3 стотки плюс 2 стотки се 5 стотки. Истото го правиме и кај одземањето, пресметуваме почнувајќи од кај единиците. 5 единици минус 3 единици се 2 единици. 2 десетки минус 1 десетка е 1 десетка. И 6 стотки минус 4 стотки се 2 стотки. И уште еднаш пресметуваме од најниската позиција. Најпрво ги множиме единиците, 2 по 3 е 6. Потоа ги множиме десетките, 2 по 4 е 8. И на крај ги множиме стотките, 2 по 1 е 2. И кај трите операции почнуваме да пресметуваме од најниската позиција кон повисоките позиции, односно од единиците на кај стотките во овој пример. Додека кај делењето започнуваме од највисоката позиција и одиме кон пониските позиции на цифрите. И како што рековме, со делење започнуваме од највисоката позиција, во овој случај од стотките. 8 стотки делено на 2 е еднакво на 4 или 8 делено на 2 е еднакво на 4. Откако ќе поделиме, се враќаме назад со множење. 4 по 2 е еднакво на 8. Резултатот од множењето го пишуваме под 8 стотки од бројот 846. Сега останува уште да одземаме. 8 минус 8 е еднакво на 0. Откако ги поделивме стотките, преминуваме на делење на десетките. Меѓутоа, десетките не ги делиме таму каде што се напишани горе во бројот 846, туку мораме да ги спуштиме до нивото каде што пресметавме при одземањето. Односно, четворката ја спуштаме под линијата каде што вршевме одземање. Делиме од тук. 4 делено на 2 е еднакво на 2. Се враќаме исто со множење. 2 по 2 е еднакво на 4. Останува уште да одземаме. 4 минус 4 е еднакво на 0. Остана да ги поделиме уште единиците. Најпрво единиците ги спуштаме до линијата каде што го вршевме одземањето и ги запишуваме до резултатот кој го добивме од одземањето, а потоа делиме. 6 делено на 2 е еднакво на 3. Се враќаме со множење. 3 по 2 е еднакво на 6. Резултатот го пишуваме под бројот што го спуштивме
И на крај останува да одземаме 6 минус 6 еднакво на 0. Или 846 делено на 2 еднакво на 423. Да ја повториме постапката со делење на истиот број. 8 делено на 2 е еднакво на 4. 4 по 2 е еднакво на 8. 8 минус 8 е еднакво на 0. И ја спуштаме четворката. 4 делено на 2 е 2. 2 по 2 е еднакво на 4. 4 минус 4 е еднакво на 0. И ја спуштаме шеската. 6 делено на 2 е еднакво на 3. 3 по 2 е еднакво на 6. 6 минус 6 е еднакво на 0. Доколку ви помага при пресметувањето да ги цртате стрелките со кои покажувате каде ги спуштате броевите за делење, не е погрешно истото да го направите. Тоа може да ви помогне да не ги поставите броевите при делењето во права линија, односно ако правилно делиме, добиваме форма на скалички. И видовме дека за разлика од собирањето, одземањето и множењето, кај делењето користиме 3 операции. Всушност, делиме, се враќаме со множење и одземаме. За да го запазиме редоследот на операции и постапки во делењето, тоа можеме да го направиме со следната говорна вежба. Ја поставуваме раката во висина на градите, свртена со дланката кон подот. А потоа го повторуваме редоследот на операции и постапки. Делиме, множиме, одземаме, спуштаме. Делиме, множиме, одземаме, спуштаме. Делиме, множиме, одземаме, спуштаме. За добро да ја совладате постапката на делење, не брзајте, решавајте вакви примери, кои што ќе ви помогнат да го научите редоследот на операциите и постапките при делењето. Работен лист со вакви примери можете да најдете на линкот во описот од видеото.